Океј, здраво на сите и денеска имаме ново видео на македонски јазик, нова недела, ново видео. Гледам да правам во петок или во сабота, секојаш на македонски јазик. Денеска е петок, го снимам ова видео, но утре ќе го пуштам во сабота. Ако стварно не правите пари на овој маркет, сега во овие последниве неколку недели, не знам што правите. Имате мим токен, имате трейдинг, имате лонг, имате шортс, имате нодои, имате yield farming што експлодира во последниве неколку недели, сите оние кои што се инволвирани сигурно го знаат тоа. Сакам да кажам дека маркетов е топ за да се прават пари. Најдете начин, фокусирајте се на еден начин и станете експерт во тој начин. Најдобро е да се комбинирате, веќе имам неколку луѓе кои што се комбинираат по двајца, тројца заедно другари. Еден се фокусира примерно на баре на мим токени, друг на yield farming или двајца, тројца на yield farming на различни пулови, на различни чейнои. Фокусирајте се, луѓе, сега е моментот, овие неколку месеци, за да може да се испринта колку што може повеќе пари од овај крипто бул маркет. И не заборавајте, профит си е профит, без разлика кој што ви кажува, колку ви кажува, профит си е профит. Секогаш земајте профит, никош нема да жалите кога сте зеле профит. Има различни начини како да правите тоа, сепак ќе правиме многу видео понатаму и то одиме понатаму. Океј, на ова видео денеска ќе разгледаме малку различни теми. Тоест, значи ќе спомнам нов пресел, нови нодови, исто ќе спомнам кога да започнете да земате профит, исто еден трейдинг кој што го започнав и е доста интересен, и исто за некој yield farming. Значи благодарам на сите оние кои што ме контактирате досега, прекрасни луѓе ги сретнав тука на Telegram. Ако некој има прашање, пишете тука слободно под самото видео или контактирајте ме на Telegram. Одговарам на секој еден оној кој што ми пишал, и му помагам на сите оние кои што можам да помогнам. Океј, значи неколку работи да спомнам пред да одиме. Изгледајте го ова видео за Murat Top Meme Coins, многу добро видео за Алекс Бекар, многу добро видео. Тука може да се направи некој лонгс, кој ќе го пушти неговото ново видео, ако го фатите на време. И друго што сакав да спомнам беше, има многу добар на Twitter. Ако сте на Twitter, мора да го гледате, веќе оставам линк од Macedonian Bitcoin. На многу луѓе следете го тука, има добри трейдови, кога продава, кога купува, кога продава некои брзи трейдови, тука може да ги следите. Исто следете и македонската група на Telegram, Крипто Macedоnia, има околу 2000 луѓе. Исто не заборавајте Антонио да го следите, мислам веќе сите сигурно го следите. Океј, одиме понатаму. Првото нешто кое што сакам да спомнам на тоа видео е за пресел. Има еден напред топ видео тука за Very Hot Presale, тука се вика пред 3 дена го пуштив. Изгледајте го, доста интересно. Ако некој се интересиран за пресел, изгледајте го и видете дали јас влегувам натре со нормално со Risk Capital, и не заборавајте дека има вестинг период од неколку месеци. Би требало да излезе токен околу јануари до февруари, значи че имаме горе-долу цела година земање на 10-15% на месец од токените. Доста интересен е, криптобантери, доста големи луѓе имаат инвестирано во него, нешто како Tinder, но за крипто. И погледнете го во видео, направив и AMA со самиот главен од самиот проект кој што ќе излегува утре или други ден од како го постирам ова видео. Океј, одиме за понатаму. Ако имате некои прашања за yield farming, појдете тука во плейлиста, имам плейлиста само на македонски јазик. Тука изгледајте ги сите и ќе може да видите се што се случува за yield farming. Горе-долу имаме од А до Ш, се е објаснато внатре. Океј, за нови нодови. Сега, немам никакви информации да ви споделам за сега за кои нодови ќе излегуваат, но ќе излегуваат, како што имам јас информација, 1 до 2 добри нодови во наредните неколку недели, значи 1 или 2 недели. За сите оние кои што не знаат што е нод, тоа е нод еден. Јас ги земам дигитални нодови кои што само ги купувам како NFT или сите тие работи, може некој стейкинг или делегейт му правиш и добиваш токени во година 2, 3, 4, 5 токени, зависи од самиот нод. Некогаш се исплаќаат, некогаш не се исплаќаат, но тоа е еден вид на пасивен приход, заради тоа што тука мојот канал е да помогнам на колку што луѓе може повеќе да направиме пасивен приход или еден или друг начин да се направат пари. Примерно тој Sonic тука е еден нод кој што сега излегува, го имаме нодот, но се уште не можеме да направиме delegate, ќе има некој testing phase. Некој, да видам, Agent Layer, тој тука интересен нод, цената му експлодира. Ако појдете да видите тука пред беше 0.07, значи 0.07 и скокна до еден голем јутубер направи тука, скокна горе-долу до 0.09, дојде 8.5, значи горе-долу дојде околу 10, чека да видам, не, тука е повеќе дојде, до 0.093, значи имаме тука од колку, од 15x од како еден голем јутубер направи неколку видеа за него и експлодира и само 13 милиони market cap, тоа се AI agents. Исто имам неколку нодови, не викам да земате од него, значи
касно е за овој нод, но ако влегувате во нод, следете ме за 1 до 2 недели, мислам за 2 недели ќе има 1 или 2 нодој. Исто така не заборавајте дека не сум финансиски советник, се што кажам во овој видео е само мое лично мислење. Сега, ајде да одиме понатаму. Другата тема е дали да почнам да земам профит и за некои нови трейдинг кој што го почнав, е доста интересно, мислам ќе ви се допани. Ајде да одиме. Сега јас да се вратам на CoinGecko, кога го правам видео, биткоинто е 98.000, може биде повеќе од 100 утре кога го гледате ова видео, стигна над 100.000, браво, честито на сите оние кои што се внатре, и гледам доста луѓе се уште купуваат нон-стоп. Јас сум all in од доста време, да, некогаш правам трансфер на пари, тоест продавам, земам профит и продавам на други, примерно кај што зедов профит е од XRP. Гледайте се, и спомнав едно 10 луѓе си вика ти си будала зошто земаш. Значи тоа е мој план, јас почнувам помалку да земам профити, не многу малку, затоа што чекам Bitcoin Dominance да падне под 47, 46, 47, 48, али тогаш ќе почнам многу да подземам. Гледајте, значи бидете малку zoom out. Ако појдете на 7 дена, еве го како изгледа самиот чарт. Така, огоре долу. Ама ако појдете на макс, гледајте како изгледа. Значи гледајте таа свеќа ова што вика, нели, кендал, банана кендал е ова. Значи или God Candle што го вика. Мислам, што очекувате? Гледате што се случи 2017. Па појде од 19 25 центи, појде до $3 нешто, и што се случи после? Бум долу. Еве тука ова мала свеќа, нели, кендал. Појде горе, долу. Што се случи тука истото? Горе, долу, горе, долу. Значи не може да очекувате да појде горе и после само нагоре доди. Значи јас тука точно ќе земав на врво, значи ќе земав профит, не зедов на 2.70, зедов на 2.60, некаде друга се вратам од работа, но тоа што кажам, нема да сум изненаден ако се врати под 1.70, 1.80, значи тоа е најнормално. Нормално да има некој пулбек кога ќе има некоја таква свеќа. Немојте да одите да скокате, да купувате во хайп. Бегајте. Значи, ако не е тој токен, ќе има некои други токени. Секогаш купувајте на добар пулбек. Друго нешто е, примерно, кој да го земе? Да, Трон. Па Трон некни цел го продадов. Трон цел го продадов. И луѓе вика зошто? Па гледа, јас Трон, значи не сум врзан емоционално. Знам, зборувам тука малку за taking profits, ама тоа е стратегија моја, каде што треба веќе да се земам профит. Оти тука сум во маркетот доста долго време и Трон го држам 0,08 центи. И сега имате гледајте колку е самата свеќа нагоре. Значи гледајте што се случува тука. Што мислите дека тоа ќе стои горе? Не. Одите, чекај само да го зумираме. Појде горе, чекај да одим, еве. Експлодира горе до 41, точно го пробав на 0.39.6, 0.39.5 и еве го паѓа са долу 0.32. Нема сум изненадан ако падне до 0.23, 0.25. Значи може да продајте, може да прикупите кога ќе има pullback, значи ако вие телта да имате примерно Tron или XRP или нешто, продавате кога ќе експлодира, подкупувате DCA кој ќе оди малку надолу, или ако не се занимавате, ако сакате да го чувате за 5 години, чувајте го. Мислам тоа е ваше право, јас нема шанс. Значи Трон не се занимавам, го шиткам. Имам 300 токени, 150 нечина, значи од ајде 150 кажам што горе долу ги имам токени, од 150 мислам на крајот да имам едно 10-15 на крајот на бул маркетот, се надевам до толку достанам да ги селектирам, да ги шиткам сите. Не сум врзан за маркетот, имајте го тоа во предвид. Океј, ете тоа е за земање профити, кој што сакам да ви кажам дека јас многу малку сам на Торин на XRP почнав, чекам да видам што ќе се случи тука. Оти размислете на крајот, профит е профит, ништо не оди нагоре за секојаш, ништо не паѓа надолу за секојаш, освен некои токени, се што оди многу долу. Обично, многу често може да се подкачи, али се што оди нагоре 100% оди и надолу, секојаш има pullback. Добро, имајте го тоа во предвид. Океј, сега, колку ќе појде овие токени нагоре, никој не знае, уште се многу назад од all time high, еве примерно на Polkadot да појдеме, ако појдете на Polkadot, ако појдете на Max, може да видите дека Polkadot има уште многу како се вика, да јаде муви, за да појде нагоре до $50. Сега е 10, значи има уште 5x да појде. Знам, има инфлација, да се има во предвид сите тие работи, но има уште многу за да појде до all time high. Колку е? Минус 80% до $55, замислете. Но Трон е појде all time high пред 2 дена. Разбирате, сега е минус 30%. Океј, одиме по натаму. Што да спомнам? Да, нов трейдинг, гледајте се. Не знам дали може да го видите, чекајте на лицето дали ми се гледа, да го намалам. Да, така. Гледајте колку интересно. Сега што играм на трейдинг, значи треба сигурно да уклучите повеќе светло или тие работи, не знам дали може да не можам да зумирам повеќе, нема да е добро. Значи тоа што сега јас баш следам неколку луѓе, не сум професионален трейдер но тоа што играм една стратегија интересна, се вика long leverage trading, значи low long leverage, ете така. Значи играм на 3x или 4x. И сега што е целта? Целта мене ми е да најдам, значи според мене маркетот ќе оди нагоре. Да, ќе има pullback и сите тие работи. Ако појдете на 3x leverage и значи ова не е трейдинг за ден, за 2, за 3. За мене ова е трейдинг за недели, може и некој месец да се почека. Примерно имам AVAX и SUI. И сега гледате на SUI сум напред 83%. Зошто? Направив влегов на
3.38 long leverage, а liquidation цена не ми е кога самиот кога ќе бидам ликвидиран на 2.50. Margin ratio ми 0.92. Тука ми е значи не играм на крос, значи тука играм на isolate, на трейдинг за тие кои што знаат. И сега шопрам. Тоа ми е целта на 3x или 4x игра. Сега ако појдам на 3x, нели, логички, ако ставам примерно $100, ако цената се качи 3x, јас ќе добијам горе-долу 10x во профит. Така. Сега јас не играм со многу пари, со помалку може да видите $49, тука 72, од флоки малку падна надолу, а и тука сум минус 30% на флоки, ама добро, тоа е тоа, некој си нагоре, некој надолу. AVAX. Значи требаше тука да играм повеќе со blue chip, но еве играм и малку со неколку мим токени. Попкат го играм заради тоа што чека листинг на Binance и тогаш ќе ги земам сите профити. И гледайте се тука на AVAX, на тие што се постабилни, сум 60%. И сега јас AVAX нема да го продавам, ќе чекам AVAX да дојде примерно $80-100, каде што ќе можам, ако дојде на $100, сум на 4x тука играм. Примерно ако појде цената 1x, јас ќе бидам плюс екстра многу. Разбирате? Ако појде така, значи long, low leverage. Сега ако цената се врати примерно тука гледате се враќа на флоки, ако гледам сум минус 70%, ќе ставам уште $10-20 тука на margin, за да ми е симни liquidation price долу, за да можам да ги држам цело време. Кога ќе се врати пак, заради тоа што знам дека ќе се врати, а според маркетов ако не се нукни утре, нели? Тогаш во тој момент си земам веќе профити. Тука изиграв на Могли, затоа што имаше една внатрешна информација дека ќе биде лиснат натаму беше споделена, изиграв на 5x, сега сум веќе на 133% профит, сега комотно можам да го затворам. На Phantom тука сум 86% профит, на Link сум 105% профит, на ADA сум 54% профит. Гледате сите се на 4x. Сега пак што ми е целта, не ги чепкам, дури не видам добар примерно 10x профит. Значи ако линк појди до примерно $50, таму 30-40$, јас веќе ќе бидам пута 10x тука. Отиграм со 4x leverage. Значи мене ми треба 2.5x да појди самата цена на линк откако што сум влегол. Значи fair price, која беше? Entry price ми е $18. Значи ако влезам, ако цената се качи до 45 таму до 50 нешто $, јас веќе ќе бидам 10x тие пари, затворам и си одам или оставам само малку внатре. Океј, тоа е long low leverage, тоа е стратегија која што ја играм и за сега работи топ. Ова е за подолгорочен трейдинг. Добро, одиме понатаму. Сега, ајде да разговарам малку за yield farming. Еве ти една, ова е case study од мене лично, каде што започнав еден многу добар пул со Ape и Ethereum. Започнав точно пред 35 дена, less action пред еден ден. До сега fees сум зел, ова е на Arbitrum Chain, сум ставил liquidity од Ethereum со ARP, нели? Со Ape, извини, Ape со Ethereum и овај го спомнав и на неколку пати. Овај го имам спомнат и направив специјално видео за него. Ако некој ме послуша и влегол, доста ќе бидете доста нагоре. И Ape направи топ перформанс нагоре. И гледај што се случува. Во овој пул јас заработив горе-долу 0 средно 0.7% на ден профит. Или fees имам инвестирано $1564. Fees сум зел досега $650. Значи fees ROI, return of investment, имам 40%, а fees и профит имам профит имам од 56% или $880 долари профит, или тоест тоа е профитот од price profit, значи што се кренала самата цена, и како што го разбирам, да, така ќе дој, и имам price profit 56% и fees со price profit имам точно $1500 земено. Значи јас тука имам 97% на профит. Да, сега, гледате дека тука сум направил последна транзакција вчера, дали се гледа тоа на самото видео? Да, се гледа. Значи вчера пред 1 ден и 7 часа, утре сабота, утре ми е ден за клейминг. Значи си земам назад fees. Или провизија, да. Fees е провизија на македонски, оти не ми текнуваше еден благодарам на тој кој што ме потсети под едно видео. Значи провизија. Сега, тоа е еден case study кој што излезе апсолутно феноменално. Сега што препорачувам? Препорачувам, ништо не препорачувам, туку како јас го играм маркетот сега. Како јас го играм е тоа што играм со blue chip, дали со добри токени, тоа кој што го направив минатата недела на македонски јазик, со blue chip затоа што е многу добро да се игра со blue chip токени во овој момент затоа што се надеваме дека тие ќе одат нагоре. Значи што е yield farming за тие кои што не знаат, ние сме market makeri, тоест даваме liquidity за може самата транзакција да се изврши, нели, за да купи продај да се изврши и ние добиваме дел од таа провизија. Значи секој пат кога ќе продаваш и кога ќе купуваш има провизија. Епа ние добиваме дел од таа провизија. Алатката која што ја користам се вика defi.crystal.app, линк ќе оставам долу под самото видео и примерно тука најдобро е избирате chain
си избирате кој токен и може да видите колку фи има и сите тие работи. Се ми е објаснато на другите видео чекор по чекор како да стигнете до ова и како да барате. Ајде да видиме за примерно BNB со Solana. BNB со Solana не, и тој е малку поризичен, оти нема многу, значи во самиот пул, во TVL треба да има барем доста добар, како да речам, барем 150-200 илјади тука треба да има. Сега, може да кликнете тука и може да видите, нели, ќе ви покажи од најголемите до помалите. Примерно со Cake BNB кој што експлодира, има доста TVL, Ethereum со Bitcoin има, но APR е многу мал. Дај да видиме FET. Тука FET е доста добар. Еве ти FET, супер. Ево, FET одиш да направиме рефреш, оти не заборавајте дека понекогаш кристал кочи и треба просто да се направи рефреш неколку пати, посебно ако имате како мене антивирус. Ако ставиме на FET, кој што е поврзан со BNB во овој пул, ако мислиме дека ќе оди примерно 18% долу и 18% горе, што тоа е рейндж од 36%, ние ќе земаме горе долу 355% APR и тоа е горе долу реално, тоа е точно. Кој што не е малку ич, значи тоа е 1% на ден стои на BNB chain. Го кажувам BNB chain затоа што е многу лесно да се многу ефтино да се игра тука. Имате PP на BNB или CAT со BNB, во моментот не плаќа многу, но ајде да го видиме PP на BNB. Ајде да видиме PP колку би плаќало. PP има 1.1 милиони TVL, а трейдинг волумен е многу малку, да видиме колку би земале. Добро е трейдинг волумен да е доста повеќе од самиот од Total Value Locked кој што е. Примерно ако го играме PP, примерно со 20% горе да направи outperformance на BNB и со 9% долу, еве примерно 20, ние ќе земаме околу 170% APR. Има доста добар пул со Phantom. Да, значи самиот пул со Phantom е многу добар тука на BSC Chain. Ако кликнете ќе видите дека има точно волумен од $587,000 за 24 часа. Total Value Lock 190,000, кој што не е лошо, во самата критерија ни спаѓа под самите критерии. И ако го наместите самата концентрација да е помеѓу минус 20% и плюс примерно 20%, кој што е доста добро и солиден, нели опсек горе и долу да се движи, вие ќе добивате околу 409% APR, кој што не е лошо ич. За пример, ако појдете тука на Base Chain, може да видите, интересното е со Crystal, значи доста добра алатка е. Одите, нели, си избирате chain, треба да видам што е. Кликате на 24 часа fees, ќе ви покажи колку fees, нели, или провизија се заработени за 24 часа на тој пул. Исто внимавајте ако тука цената е многу голема, значи бегајте од тој пул. Не се занимавајте, може би е погрешен токен е овој Chaos, некој си мим токен што пошол 35 горе или долу, не знам, овој 44 има значи fluctuation по самата цена, така да внимавајте. Примерно, имате VET со USDC, имате трейдинг волумен за 24 часа $126 милиони. Затоа има и толку пари за физ. И сега, кога ќе кликнете вие, самиот автоматски, самиот Crystal ви дава потенцијална цена за самиот обсек кој што вие треба да го ставите тука. Тоа е многу добро да го имате во предвид. Затоа ви препорачувам дека според Crystal, сега цената е 3800, Crystal мисли дека ќе оди надолу. Така тој мисли. Тој ви го дава примерно 2600-3900. Јас мислам тоа е малку претерано, но би го наместил примерно само речи помеѓу 3600 па до 4100. И колку би добивале ние? Ние би добивале, добро, тоа е малку 5 нагоре, да може да бидеме малку по-реалистички, така, околу 160% APR, но како што кажав, јас во овој момент не играм со Stables, заради тоа што мислам дека токенот ќе оди нагоре и би сакал да имам два токени кои што ќе имат price appreciation заедно. Гледайте, сега сакам тука да ви го спомнам, имаше еден MOG. MOG јас го фармам, тоа е мим токен, сакам мим токени доста, ако се добри или blue chip. MOG токенот е стварно добар токен. Според мене. сега MOG токен појде многу нагоре и овие неколку дена стварно принташе многу. На мене на MOG токен ми е некаде околу 2,30-3,40% горе, 3,40-2,30% долу. И сега гледайте, even, и да го имате, извинувам што некој корistам англиски збори, и да го имате овој голем обсек од 60% и нешто, значи 64-65%, вие сепак ќе добивате 1400% APR. Значи тоа е многу лудо и тоа е точно. Ако имате некој потесен, само со 20 горе и со 20 долу, кој што на мим токен е, нели, ризично да се игра, треба поголем, ќе добивате над 2000% APR. Јас тука некаде го играв, сега сигурно сум горе долу блиску да излезам од рейндж, од испука нешто многу бајчки горе, не го чекам, ако излезете надвор од рейндж, оставете го за 48 часа, обично многу често се враќа во рейндж, или може да направите, имаме на видео надвор од обсек што да правам. Океј, ако имате некои прашања, ве молам, прашајте ме оставете коментар под самото видео или ставете тука под или пишете ми директно на порака во Telegram, одговарам на секој ден кој што ми пишал, споделете го во видео, навистина помага, многу благодарам. Се најдобро, се гледаме до следната недела.